Се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господин Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Господин Ангелов, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Како што кажав, вие синоќ се вративте еден пат во Брисел, бевте во седиштето на НАТО, таму бевте во својство на директор за креирање политики во делот на отпорноста, учествувате на состанок за Комитетот за градење на отпорност во седиштето на НАТО во Брисел. Ова се дел од тие, да речеме, редовни активности на Дирекцијата за заштита и спасување во однос на соработката со нашите сојузници. Ке ве прашам прво за оваа, после да како помина, што правевте? Да ве прекинам, ако ми дозволите да ве коригирам, бидејќи така изгледак токму како што вие рековте, јас во седиштето на НАТО во Брисел одам како представник на државата, покривам две позиции, едната е сениор репрезентатив, значи висок представник, а втората е директор за креирање на политики. И тие се би рекол со владен заклучок позиции кои што ги покривам и не се поврзани со моето работно место директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Овие позиции ги покривав додека бев директор на Центарот за управување со кризи, бидејќи отпорноста на државата, за која што верувам ќе поразговараме малку подоцна, ја покрива Центарот за управување со кризи. Со мојот трансфер во ДЗС, овие би рекол две клучни позиции ги задржав, се разбира со заклучок на владата, бидејќи се исклучително значени за нас како држава, за граѓаните, но и се обврска од НАТО, бидејќи во НАТО отпорноста се сваќа многу сериозно и би рекол после воената компонента на НАТО, отпорноста е веднаш тука некаде, бидејќи се вложуваат многу ресурси во сите НАТО членки, во делот на отпорноста, но за тоа подоцна ќе објаснам. Да, добро. Во однос на самата посета, можеме ли да кажеме што беше целта и што донесе посетата потоа? Најпрво морам да укажам дека ваквите состаноци се НАТО секрет, односно се доверливи и не смеам многу работи кои што таму се дискутираат, кои што се разгледуваат или заклучоци кои што се носат, не смеам да ги споделам со јавноста и нема потреба да се споделуваат со јавноста. Можам да кажам само неколку општи реченици. Вакви состаноци во текот на годината има по неколку, но на оперативно ниво овој комитет за отпорност, резилиенс комити на НАТО функционира секојдневно. Центарот за управување со кризи во периодот додека бев таму директор, тоа е некаде пред околу 3 години, испрати свој представник, така што ние како држава имаме представник од редовите на Центарот за управување со кризи, кој што секојдневно активно работи во тој комитет кој што е едно од, би рекол, од најживите тела на НАТО и работат на креирање на отпорноста на општеството или отпорноста на државата. Ќе се обидам да го... Што би значило тоа? Ќе се обидам да го кажам наједноставно за да може да разберат сите гледачи, бидејќи една специфична област, однапред свесен дека дел од овие мои упростувања во наводници може да бидат извадени на социјалните мрежи, но веќе сум отрп на тие работи. Наједноставно, кога зборуваме за отпорност на општеството, за отпорност на државата е колку државата е подготвена да се справи со воен напад или колку е подготвена да се справи со некоја природна непогода, катастрофа или техничка, технолошка катастрофа предизвикана од човек, вака најгрубо кажано. Дали ние можеме како општество да се справиме? Еве, например, пожарот во Трубарево, големите шумски пожари во текот на летото, но и што доколку се случи земјотрес во кој што ќе имаме срушени згради, загинати луѓе и така натака, или голема поплава, како што се случува во соседството, кога би биле поплавени повеќе објекти. И во некоја, не дај Боже, ситуација која што е најнепосакувана и би рекол најнеочекувана, воен напад, како ние би се однесувале. Значи, способноста на општеството да се справи. Вториот момент е способноста на општеството да закрепне, да се врати во правобитната состојба, бидејќи колку и да е голема несреќата, катастрофата, трагедијата, ние како општество мораме да продолжиме со функционирање. И таму во НАТО има некои 7 основни побарувања кои што доколку подолу во емисијата имат интерес, можам да ги образложам вака на кратко. Добро, ја разгледуваме ова отпорност на државата, но како
нова членка, се уште би рекол нова членка, ние сме неколку години членка на НАТО, и од ова отпорност произлегува од големи оврски за нас како држава, и во периодот додека бев директор на ЦУК формирав едно работно тело за координација на сите активности поврзани со отпорноста на државата, во кое што имаме 7 носители на 7 линии, значи главната координација во ЦУК. Јас се уште останувам раководител на таа работна група, работно тело за координација на активностите за отпорноста на државата, но 7 линии ги покриват министерствата, додека во самите овие подгрупи, условно да ги наречам, се вклучени повеќе државни институции, значи и министерства, дирекции, агенции и така натаму. Се она што е значено од аспект на отпорност на општеството, односно од аспект на справување со техничко-технолошки катастрофи, природни катастрофи или во некоја, не дај Боже, ситуација најнепосакувана варијанта при воен напад. Да, ова вие кажавте еден интересен момент каде што кажавте дека тоа е дел и од нашите обврски. Еве јас од прилика читам што вие тука сте напишале кога сте ги објаснувале овие посети, дека комплексната безбедносна констелација денес бара од сојузниците засилен ангажман во делот на исполнување на обврските, од посредните одлуки донесени на самитот на НАТО во Хаг, и дека акцент се става на цивилно-воената соработка. Значи, ние како членка на НАТО имаме и одредени обврски кон алијансата кои треба да ги исполниме за да бидеме подготвени и да ги исполниме тие стандарди. Значителни обврски би ве коригирал, не се само одредени обврски, крупни обврски кои што сме должни да ги спроведеме, работиме на нив, притоа се среќаваме со одредени потешкоти, но пак ќе кажам, дел од нив се класифицирани со НАТО доверливост и не можам да зборам за нив, но ќе се обидам оно што можам да го споделам. Оваа флоскула е напишана така малку завиткано, се знае која е комплексноста на ситуацијата денес, тоа е пред се војната во Украина, на која што се надевам дека набрзо ќе биде ставен крај, се разбира, со големи отстапки од украинска страна, барем од оно што можевме да го видиме во медиумите, но Украина покажа еден висок степен отпорност, се разбира со поддршка логистичка на многу други држави, но таа жилаво се уште се спротивставува на руските вооружени сили. Значи, долго трае оваа војна, било која држава која што би била организирана, поинаку не би успеала да издржи ваков притисок. И токму на примерот на Украина можеме да научиме многу. Значи, во овие 7 основни побарувања кои што НАТО ги има кон сите држави членки, едно од основните, би го кажал како прво, е континуитет на владење, континуитет на владините услуги. Тоа значи дека ако ние сме нападнати, или ако има голем земјотрес, или некоја друга голема катастрофа предизвикана од човек, значи експлозија во некоја фабрика каде што ќе имаме масовни жртви и така натака, прво треба власта да функционира. И ќе го кажам примерот со Кочани, ќе се обидувам да бидам посликовит. Кога се случи онаа страшна несреќа, трагедија, катастрофа во Кочани, во која што изгубивме толку многу млади луѓе. Премиерот лично дојде во Кочани, цел ден остана во Кочани. Значи, извршната власт, се разбира дека беа вклучени представници на собранието, на лице место дојде и републичкиот јавен обвинител. Значи, најважен е континуитетот на владење, бидејќи на тој начин се има контрола врз сите институции, истите би биле функционални онолку колку што можат. Затоа што при еден поголем земјотрес, ако се прекине снабдувањето со електрична енергија, може да падне целата мобилна мрежа. Да замислете само за миг да изгубиме телефонската комуникација. Ние сме веќе парализирани како општество, затоа што кога ги координирам пожарите, ние функционираме преку мобилни телефони. Ги праќате луѓето, единиците на различни места, ги повлекувате, давате задачи, обврски и така натака. Сега само се префрлив на делот со врски, пошто и тоа е едно од 7 основни побарувања, но континуитетот на влада е многу важен. Во државата има неколку места каде што во одредени случаи треба да биде засолнет и председателот на државата, односно председателката во случајот, и премиерот или клучните министри, кои што треба да бидат тргнати на безбедност, се разбира доколку се окей, бидејќи при одреден напад
прво се напаѓат, тие се стратешки цели за непријателот кога би ја нападнал државата. Обезглавувањето на државата значи многу. И сега одржувањето на тој континуитет на владење или на владените услуги побарува низа мерки и активности. И треба да се почитуваат низа правила кои што сега не би навлегувало и ќе не одземе многу време, иако дел од нив не би ги зборувал, бидејќи тенка е границата помеѓу она што е класифицирано, бидејќи во НАТО постои едно правило и материјалите кои што не се класифицирани како тајни, едноставно не е пожелно да се споделуваат со луѓе кои што тоа нема потреба да го знаат, особено не со јавноста. Понатака би тргнал поред, ќе се обидам да видам многу пократко кроз останатите 6 линии, но би одел поред за да не ги се разбере дека ги владаме на памет. Втората е отпорност или еластичност на енергетските системи, она што предмалку го кажав, доколку падне енергетскиот систем. Замислете, еве во овој момент Скопје да остане без греење. Какви последици тоа ќе предизвика врз функционирањето на градот? Централното греење зборувам, да падне системот за централно греење, а да не зборуваме за далеководите кои што пренесуваат електрична енергија до цели градови или делови од градови во зависност од градот и така натаму. Третата мерка е капацитет за ефективно справување со неконтролирано движење на луѓе. Ние имаме едно слично искуство кога почна мигрантската криза, кога имаше голем наплив на јужната граница и верувам знаете дека до ден денес се прогласена мигрантска криза. Ние ја одржуваме жива за да можеме како држава, конкретно како влада, сите институции непречено да ги користиме, односно од нив да извлечеме максимум во случај на појава токму нова неконтролирано движење на мигранти, бидејќи се уште постои една латентна опасност од, би рекол, нагло зголемување на бројот на мигранти, бидејќи во тоа има и многу политика, меѓународна политика. Имаме, ми се чини, се уште ангажираност на армијата на јужната граница. Има. Армијата и помага, е поддршка на полицијата на јужната, но и на северната граница. Во овој момент имаме прогласено кризна состојба само на јужната и северната граница, бидејќи движењето е од југ кон север. За да може да се ангажира армијата. Кризната состојба ни овозможува да ја употребиме армијата, особено во случај доколку дојде до наплив на мигранти, и ќе спомнам само дека одредени држави, не би сега кажувал имиња да не биде тоа злоупотребено против мене, постои можност одредени држави кои што на нивната територија имат поголем број на мигранти, едноставно истите да и дозволат да излезат од нивната држава и да направат намерна, испланирана, намерно тектонски однапред испланирано тектонско пореметување, бидејќи ако тргна поголем број на мигранти, тешко е спровањето со нив. Не е едноставно застанете и справете се на некој агресивен начин и така натака. Во моментов има чисто вака во контекст директни обвинувања од страна на Полска и Европската унија кон Белорусија дека прави намерен наплив на мигранти кон полската граница. Имаме сега и од југоисток, значи не би да зборувам повеќе, но знам зашто зборувате, ова е сега значи, во моментов се случува за тоа. Па токму затоа во кризна состојба кризата ја менаџира главниот штаб за управување со кризи, кој што јас го предводам со последните измени на законот за управување со кризи. Председателот на владата именува лице од главниот штаб за раководител на истиот тој штаб. Иако ја промени в институцијата, јас се уште го раководам главниот штаб, се разбира дека имам изворедна соработка со директорот на ЦУК, со кој што редовно комуницираме, но во случај на зголемување на опасност, ако ние дојдеме до информации дека постои можност од поголем наплив на бегалци, јас ја раководам и групата за процена на ризици и опасности. Председателот на владата по мојата смена, односно по моето праќање или именување за директор на ДЗС, повторно ме задолжи да ја раководам групата за процена на ризици и опасности, каде што се наоѓа директорите на разузнавачко-безбедносната заедница и кризниот менеджмент и заштитата и спасувањето. Кога одржуваме седници на групата за процена на ризици и опасности, на нив присуствува директорот на Агенцијата за разузнавање, директорот на Агенцијата за национална безбедност, директорот поново на Војната служба за безбедност и разузнавање, директорот на Бирото за јавна безбедност, заменикот началник на генералштабот на армијата, како и директорите и замениците директори на ЦУК и ДЗС.
На тие средби кои што дел се класифицирани со одреден степен на тајност, јавно не зборуваме многу за тие средби, ние добиваме релевантни информации затоа што Агенцијата за разузнавање навистина би рекол дека е на висина на задачата и секој пат има свежи информации или од сопствени извори или преку размена на информации со пријателски разузнавачки служби и ние однапред можеме да предпоставиме кога би имало такви разместувања на поголема група на мигранти и намерно малку подолго зборов на оваа тема, бидејќи во суштина тоа е, како што веќе реков, една од точките на тие 7 основни побарувања на отпорноста на државите, кој што НАТО ја бари од нас. Да, како држава имаме како држава многу сериозен пристап и кон движењето на мигрантите, за истото да не се претвори во неконтролирано движење. Но при некоја голема нестрека или при воен напад, луѓето едноставно бегаат. Може да имаме и внатрешно разместување на луѓе, но и движење од надвор. Да, добро, можете ако сакате само да ја кажам, снабдување со храна и вода е четвртиот елемент. Значи непречено снабдување со храна и вода. Ние имаме среќа да живееме во една преубава држава во која што вода има на секаде и во некој најлошо сценарио, ние во природата имаме пивка вода која што може директно да се пие, но замислете Скопје да остане без вода, да пукнат една или две оние главните цевководи кои што од изворот Рашче носат вода кон Скопје. Значи самото предпријатие има резервни варијанти како да се премостат таквите состојби за градот да не остане без вода. Знаете дека, мислам дека последната година во неколку наврати, неколку поголеми населби остануваа без вода. Не е само пиењето на вода, водата ни користи и за хигиена, луѓето не може да отидат во тоалет. Во не дај Боже ситуација кога Скопје би останало без вода неколку дена, може да се случи многу лош развој на настаните. Понатака петата линија на која што исто така работиме ефикасно справување со масовни жртви. Непријатна работа, но во случај на големи несреќи, на големи катастрофи, можно е да има жртви. Кога зборам жртви, може да има повредени, ќе го кажам случајот со Кочани, кога бројот на повредени го надминуваше нашиот капацитет на здравството, бидејќи во една држава е нормално да има одреден број на доктори кои што работат изгореници. Но ниедна држава нема толков капацитет. Дури и поголемите држави, кога би работел, зборувале пропорционално. Значи, бројот на повредени кај нас, пропорционално на големината државата, кога би бил во Германија, во Франција, во Полска, таму би биле илјадници луѓе, дури и тие нема таков капацитет, но и во случај на загинати, бидејќи треба да се телата од местото каде што се случила несреќата, да се во одредени случаи треба да зависи, значи, за каква несреќа се работи, за каква катастрофа. Треба да се направи обдукција, телата треба да бидат погребени според обичаите на лицата кои што се загинати, настрадани. Едноставно е многу, и ова исто е едно сериозно побарување. Понатаму имаме отпорност на цивилните транспортни системи. Затоа што нашата железница, ја знаеме во каква состојба е, но замислете само преки на железничкиот сообраќај од икс причини. Еве да речеме диверзантски напад на пругата и пругата се прекинува на одредено место. Дури и денес таа е доста корисна. Но замислете кога би се срушиле неколку надвозници, тоа веќе спаѓа во стратешката инфраструктура. На автопатот од Скопје кон Велес и од Скопје кон Штип. И ние ќе имаме колапс. Сообраќајен колапс, бидејќи луѓето нема да може да се движат. Значи сите тие црни сценарија мора да бидат опфатени. Мора да бидат предвидени. Не сам, значи прво може да има земјотрес кој што може да сруши надвозник или да го направи нестабилен, но може да се работи за Не смеете да ги немате во предвид тие работи. Се разбира и се работи на тоа, не од сега се работи од секојаш веројатно уште. Па дури би рекол во системот на Југославија има работи кои што денес се враќаат во игра и се користат од многу НАТО членки и последниот се цивилните комуникацијски системи. Бидејќи падот на комуникацијата исто така може да биде да предизвика многу непријатности, но и загрозување на животот и здравјето на луѓето, особено при голема катастрофа. Замислете, имаме голема катастрофа во која што имаме загинати, тешко повредени, а вие немате комуникација.
голем земјотрес во некој град и се прекинува комуникацијата. Треба да отиде човек таму. Тогаш треба да се користат радиостаници и така натака, но и на оваа точка работиме, но како и да е ова целата ова материја ќе биде малку посериозно предвидена во новиот закон кој што треба да ја покрие оваа тема, односно формирањето на нова институција која што ќе ги обедини функциите на ЦУК и ДЗС во една институција и каде што ќе има вакви дополнувања. Да, тоа ми беше прашањето и онака, господин Ангелов, докаде е таа постапка спојувањето на ДЗС и ЦУК? Во овој момент има работна група предводена од вице-премиерот Љупчо Димовски, која што многу сериозно работи веќе подолго време. Мислам, во оваа фаза има една работна верзија на еден поширок закон, кој што навлегува во многу други закони. Се работи за обемна проблематика и целата онаа реформа бара многу време, бидејќи една обична промена задира, например, во Законот за локална самоуправа, кој што е двотретински. И тоа значи дека покрај промената на овој носечкиот закон, треба да се променат низа други закони, а со тоа и низа други подзаконски акти. Затоа мојот фокус е ставен на обединувањето на функциите помеѓу ЦУК и ДЗС. Значи, јас зборувам за една подрамка, потесна рамка, во која што би се обединиле функциите на овие две институции и би го избегнале сегашното преклопување во одредени области, но и оставањето на празнини и нејасноти, па понекогаш и префрлање на надлежности. Не сме надлежни ние, надлежни е ЦУК или не е ЦУК, надлежна е ДЗС и така натака. Иако откако сум директор, ние вакви проблеми не сме имале благодарение на добрата соработка, бидејќи, како што реков, јас сега имам одлична соработка со директорот на ЦУК, но го знам и раководството останато во Центарот за управување со кризи, бидејќи 4,5 години бев таму директор, и поради овие субјективни моменти се надминати тие објективни слабости. Но тоа треба да биде законски уредено. Да, секако е подобро да има системско решение отколку адхок решение. Ајде да се вратиме на оно што нас не беше главна болка или главен проблем, да речеме, тоа се тие шумски пожари, пожари на отворено или секаков тип на пожари. Знаеме дека оваа сезона можеби беше и една од рекордните по бројот на опожарени површини. Еве, повторно читам од вашите состаноци, каде што на еден од нив велат било тема научени лекции од шумските пожари и пожари на отворен простор на територијата на Европа. Ние се разбира зборуваме за територијата на Македонија. Па ми се чини дека секоја година си го повторуваме ова прашање или си го поставуваме неве повторно. Ја научивме ли лекцијата година од пожари? Па и претходните години ја научивме лекцијата. И лекцијата вели едно: треба повеќе ресурси, требат авиони, требат хеликоптери, треба теренски возила, треба повеќе луѓе. Дел од овие слабости ние отстранивме ова лето. Например, прилагодувањето на овие специјални возила, БТР-ите, хермилините и посебно на пинсгаурите, драстично ни помогна во справувањето со пожарите и тоа може да го потврди било кој пожарникар, не се работи за политичка флоскула. Било кој пожарникар кој што учествувал во гасењето на шумските пожари знае дека пинсгаурите беа многу корисни, бидејќи тие може да се движат дури онаму каде што класичните теренски противпожарни возила не можат. Не сите, се разбира дека имаше малку исмејување на социјалните мрежи за тоа, карикирање, па еве, па некој дека не заглавиле, па не работеле, што ти ја знам. Имаше ли корист од употребата на овие возила? И ново возило, кога ќе го возите во негостољубив терен, може да затаи. Се разбира дека се појавуваат дефекти, се работи за стари возила кои што биле гаражирани 15-20, а може би повеќе години. Дел од тие пинсгаури во нив сум се возил како припадник на специјалната единица на МВР од 96-та година па наредните години потоа. Значи, сега возилата се во топ форма, би рекол. Истите одлучив да бидат сместени во Кавадарци, затоа што градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев е еден од креаторите на трансформацијата на овие возила, заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и со силна поддршка на претседателот на владата. Не случајно ги издвојувам овие три функционери, бидејќи без директна поддршка од владата беше невозможно да се направи целата ова операција. Не е едноставна. Донесоа ли корист?
многу корисни. Повторно ќе кажам, било кој пожарникар или учесник во гасењето на пожарите тоа може да го потврди, затоа што пинцгаурите одат по многу стрмни терени. На некој место утврдивме дека литражата ти имат резервоар од 1,5 тон вода. Некаде каде што е многу стрмно ги полневме помалку, 500, 600, 700 литри. И нема проблем да излезат. Но тие 500 литри нам многу ни значат. Чисто за споредба, генерално се околу 400 литри резервоарите кои што ги носат останатите теренски возила. Но видете, треба да се почитува креацијата, од ништо да се направи нешто. Можеби е најдобро ние да купиме нови теренски возила специјално наменети и создадени за таа намена, за гасење на шумски пожари, но чинат многу. Се работи за милионски суми. Многу е поедноставно ресурс кој што го имавме дома, со помош на општествено одговорни компании, со спонзорства, кои што помогнаа да се тие пренаменат, прилагодат за гасење на шумски пожари. БТР-ите во повеќе ситуации со нивните мокни водни топови, што со домет од околу 100 метри, драстично ни помогнаа да ја промениме сликата. БТР користевме и во пожарот во Трубарево. Хермилините, кои што во суштина влечат цистерна. И сега можеби е подобро вие да купите теренска цистерна со повисоки тркала, кој што може да отиде секаде, но ние со хермилините влечевме цистерни, се разбира приклучени на хермилините, на места каде што водата ни беше неопходна, од 4 до 8 тона имаме цистерни. Пожарот во Јасен цело време имавме употреба и на хермилини и на БТР, а пинцгаурите таму секојдневно патрулира и непосредно учествува во гаснењето. Се разбира, управувани од специјалци од МВР и од припадници на последната единица, и укажувам една голема благодарност во некои прилики од припадници на армијата. Да, кога зборуваме за капацитетите за гасење на пожари, ги спомнавте и вие, тоа се и тука се и авионите или ер тракторите. Имавме порано секоја година драма со нив, ајде да речеме. Работат, не работат, ремонтирани се, не се ремонтирани, има пилоти, нема пилоти. Наоѓаме ли начин и систематски да го решиме овој проблем? Работам на изноѓање на решение како менаџер на институцијата и како раководител на главниот штаб. Во овој момент состојбата е значително подобрена во однос на минатите години. Едниот ер трактор е функционален и ова лето веќе го имаме сервисиран и го имаме на располагање. Значи еден ер трактор имаме. За останатите два чекам да влеземе во следната буџетска година, за да добиеме пари. Веќе на 2 јануари тендерот ќе биде објавен. При тоа морам да укажам дека на тој тендер се јавува само една компанија која што го има ексклузивното право, се работи за компанијата Титан, која што е застапник на ер тракторите, односно на фирмата која што ги произведува, на компанијата, фабриката која што ги произведува ер тракторите за цела Европа. Имав неколку работни средби со господинот Хуго, кој што е менаџер на оваа компанија на Титан во Европа. Многу, би рекол, коректни и корисни средби, на кои што замолив и договорив сервисот на ер тракторите да биде колку може порано за веќе во мај да ги имаме сервисирани во Македонија двата несервисирани ер трактори. Ја посетив Хрватска, односно нивниот како ќе му дојде воздушен технички центар, воздухопловен технички центар во кој што ги сервисираат нивните ер трактори, нивните канадери во соработка со компанијата Титан. Нашите ер трактори ќе бидат упатени во Загреб, каде што истите ќе бидат благовремено сервисирани. Зборов со директорот, го замолив да не се одолговлекува сервисирањето и очекувам веќе во април двата ер трактори да бидат сервисирани. И веќе во мај ќе имаме 3 функционални ер трактори. Тоа сум сигурен. Тоа ние колку имавме вкупно? 3? 3. Истовремено веќе имам разговори за набавка на 3 нови ер трактори, но тоа е процес кој што трае со години. Кога вие денес би ги платиле тракторите, би чекале неколку години, бидејќи постои голема побарувачка на противпожарна опрема. Било кој тип на противпожарна опрема за гасење на шумски пожари се чека можеби година од најситните работи па до најкрупните, па со години. Мислам дека производството на канадери е стопирано, не се произведуваат повеќе канадери, кои што се дупло помокни од ер тракторите, но и дупло и повеќе од дупло поскапи. Така што
се надевам дека ќе се движам во вистинска насока и дека ќе обезбедиме во наредните години уште 3 да го почна процесот сега, не значи дека јас ќе останам, но било кој ќе ја продолжи таа патека за набавка на трактори. Каква е состојбата со пилоти? Во овој момент најпрво еден од пилотите кој што е единствен професионално вработен беше во Загреб, се извинувам, беше во Шпанија на продолжување на дозволата, успешно ги помина обуките, тестовите. Мој драг пријател, Методка, кој што е еден од извореден пилот на Ер Трактор, храбар, кој што многу помогна ова лето, нему му помагаат двајца пензионирани пилоти, до кои што исто така сум благодарен, со кои што склучив договор сега ова лето, по моето доаѓање во ДЗС, значи почетокот на јуни, но при тоа договорот за соработка со нив го склучив на 2 сезони. Би рекол, и ова лето кој што помини наредното лето, така што сега можам да кажам дека имаме 3 пилоти од сега, кои што ни стојат на располагање, тие сега немат буквално никакви активности, од време на време се должни да направат по неколку лета со тракторите, колку да останат во кондиции и тракторите и пилотите. Еден пилот ќе замине во секој момент на обука, тој ќе биде 4-ти пилот, кој што порано работел во дирекцијата, но бил избркан од работа, договорот му бил прекинат, па се тужеше со дирекцијата, ја повлеков тужбата во првиот момент кога за тоа се создадо услови и истиот веќе еднаш го испратив на најпрво со добра волја би рекол на бесплатна рефреш, на освежување на неговите вештини, на симулатори во Шпанија, а сега во секој момент треба да замина на една сериозна обука за пилот на Ер Трактори и имам договор со еден извореден поранешен воен пилот кој што има летано со сите видови на борбени авиони, но и на борбени хеликоптери, вклучително и Ми-24, кој што изрази желба да лета со Ер Трактори, иако е пензиониран пилот од армијата, и во тек е процедура за негово вработување во ДЗС, бидејќи законот сега тоа го дозволува, ќе ја прекине пензијата, ќе продолжи да работи во ДЗС и се надевам после нова година, тогаш кога ќе се создадат услови, бидејќи е голема гужва и на обуката за пилоти. На едно место се прави, како што веќе реков, имаме еден ексклузивен застапник кој што ја прави и обуката, но и сервисот на Ер Тракторите. И очекувам ова лето во јуни да имаме 5 пилоти и 3 исправни Ер Трактори. Тоа е доволно нашите да функционираат доколку има потреба непрекидно. Па прво би рекол дека по моето доаѓање разговорот со премиерот му објасни дека платата на пилотите е ниска и тоа ги одбива, бидејќи летањето со Ер Трактори е многу компликувано и тешко и многу ризично. Полнењето вода во движење од вештачка акумулација или од езеро, природно езеро е навистина ризично. Специфично е, не е класично летање со најпрво што направив, значи побарав од владата, се разбира со претходно разговорот со премиерот и владата дозволи 100% зголемување на платите, така што сега еден пилот во ДЗС, професионално вработен, има или би имал околу 2500 евра плата во зависност од неговиот стаж, која што е плата приближна на платите кои што ги земат пилотите во армијата и полицијата, и веќе е предизвикан голем интерес, ми се јавија мене повеќе луѓе, но не ги исполнат условите. За да летат на Ер Трактор потребно е да имат некој минимум од 400 часа налет со било каков тип на авион, но пожелно е што повеќе, но има една друга ситуација. Еден извореден пилот на патнички авион не може да се снајде на Ер Трактор. Не сите се разбира дека некој би можел, но летањето со патнички авион е многу пофина работа и се разбира многу поодговорна, затоа што пилот на патнички авион има по 200, 300, 500 животи во своите раце, во зависност од типот на авионот, па и повеќе. Но Ер Тракторот е механичко летањето, бидејќи самиот имам летано со едрилици кога бев млад, и јас малку повеќе ја разбирам таа проблематика и точно знам каде се спецификите, но и тежината. Да, добро. И во однос на ДЗС на самата институција, на останатото екипирање, каква е тука состојбата? Дали тука институцијата е подготвена, еве да речеме, за предизвиците кои сигурно ќе дојдат од следната сезона? ДЗС има мал, но сериозен капацитет, има малку, но сериозно квалитетни луѓе со добро образование, има луѓе со воена академија, со факултет за одбрана и со друг тип на образование кои што се дошколувале, но и стекнали искуство. Не секојаш образованието е пресудно, ќе кажам мал број на луѓе кои што зборувам сега за оператива, за оперативната работа,
и се обидувам да ги ставам во по висока брзина, бидејќи некако оно што го затекнав таму, тие беа навикнати да работат по линија на понизок отпор. И верував, и се уште верувам дека можам да извлечам од нив многу повеќе, веќе се покажуваат промените. Истите луѓе, мотивирани, со одврзани раце, бидејќи избегнувам да работам микроменеджмент, оставам тие да носат одлуки на нивното ниво, бидејќи генерално со тој проблем се сретнав и во ЦУК. Вработените доаѓаат и прашаат директоре што да направам. Тоа е твоја работа и ти знаеш подобро од мене. Ако некој работи 20 години во дирекцијата, јас сум менаџер на институцијата, јас не треба на некој што работи таму 20 години да му кажувам. Но во делот на оперативата, моето претходно искуство и во полицијата, во специјалната полиција, овие моите работи по странство на брод во Ирак, ми дават една посебна умешност да можам да побрзо да ја разберам оперативата и да ги охрабрам да действуват, и верувам дека ДЗС ќе биде непрепознатлива во позитивна смисла за кратко време, но најверојатно тоа ќе се случи со новата институција. Да, и еве за крај последно прашање, размислувате ли можеби за некакви поинвентивни методи, еве кога разборуваме за спречување и превенција од пожари, како потреба на дронови за и за превенција, и за изведување, и за тоа да видиме каде се пожарите. Сега да не зборуваме дека веќе има и дронови за гасење на пожари, но овој делов каде што повеќе зборуваме за нивно спречување. Сега, това лето гореше дел од Грција, дел од Турција, има паднати воздухоплови, загинати пожарникари, Шпанија, Португалија, Кипар. Знаете колку пожари имаш ова лето? Франција. Значи, јас бев во Париз на дводневен состанок на кој што ги разгледувавме начинот на кој што се работеше ова лето, овие научени лекции и користењето на механизмот за цивилна заштита на Европската унија. Дури би рекол има одредени укажувања дека треба да бидеме повнимателни при барањето на меѓународна помош. Нашите пожари од аспект на овие поголемите држави, тие смета дека се слаби, мали. Се разбира, нас не боли бидејќи се наши, но далеко од тоа дека изгореле пола држава, 10% и не знам како. Излезете надвор на некои места каде што минатата година имало пожар, сега и не се забележува, бидејќи еден голем дел од пожарите се одвиваа во тревнати површини, со грмушки, со трењи и така натака. Штета и таа вегетација да изгоре, но природата се обновува. Во делот на рано дознавање за пожари ние стоиме одлично. За секој еден шумски пожар ние дознаваме во првите минути по неговото појавување. Самата територија е таква. Македонија 80% е планинска држава. Вие каде и да стоите, ако погледнете шапта ќе се забележи, и употребата на дронови нам и реално можеби е добро, но ние најдовме еден поинвентивен метод. Во текот на летото, иако онаа моја изјава во една национална телевизија, луѓето да седат пред корпорација да пијат пиво, беше злоупотребена, иако мојата поента беше друга. Ние во делот на брзо дознавање сме добри. Проблемот е што потоа, како ние ќе отидеме до местото на пожарот, особено ако тој е на тешко пристапен, а понекогаш и на тотално непристапен терен од земја, како што беше пожарот во Јасен. Секое утро ова лето полетуваше спортски авион на Агенцијата за цивилно воздухопловство. И цел ден кружеше, буквално цел ден кружеше на територијата на државата и мене ми праќаа фотографии и видеа од пожарите. Буквално секој ден пожар, иако ние на други начини дознававме за нив. Јас дознавав веднаш, значи од воздух, кога тој лета на 1000-2000 метри, зависи на која висина лета, тие гледат еден поголем дел од територијата. Нашата држава е мала. И пак ќе кажам, во делот на рано дознавање ние стоиме одлично, но што потоа? Тука сме ние релативно слаби. Да, прилагодените возила, сега прилагодуваме уште 5 пинцгауери, се изворедни и значително ни помогнаа, но треба уште да се работи, треба набавка на нови теренски возила, кои што се неопходни, но притоа се скап ресурс, се разбира ер трактори, веќе кажав дека размислувам и работам на тоа, почнав да работам на набавување на 3 нови ер трактори, но во најоптимистичка варијанта тоа би било после 3-4, можеби 5 години, доколку успеам во намерата, се разбира со поддршка на премиерот, кој што е запознат со оваа моја активност и имам зелено светло. Исто така треба да се работи на набавка на хеликоптери, но знаете дека армијата е во фаза на набавка на хеликоптери. Тие се борбени хеликоптери со друга намена, ќе видиме дали и колку можеме да ги користиме за гасење на пожари. Но и во армијата бројот на пилоти е, да кажам,
задоволителен, но потребен е, бидејќи школата за пилоти во Петровец едноставно беше уништена. Иако таа лично мене како идеја многу ми се допаѓаше. Производството на пилоти е многу скапа работа, но јас како менаџер, да кажам, на Ер тракторите имам една многу добра идеја. Тука ова идеја произлегува од самите пилоти од ДЗС. За некој да биде пилот на Ер трактор доволно е да лета на било кој спортски авион 400, 500, 600 часа. Тоа е многу ефтино за нас како држава во споредба со функционирање на било каков центар за обука, кој што е драстично поскап. Но летање со спортски авион, значи тие пилоти ќе се користат за најразлични намени, а додека се еден момент кој што не го кажав, пилотите на борбени хеликоптери имаат специјална обука, дел од нивната борбена обука е летање на ниски висини и тие можат релативно лесно да се прилагодат на летање со Ер трактор, бидејќи спецификата кај Ер тракторот е тоа што тој лета над земја. Тој може некој под водата да пушти од неколку десетици метри. Ги знаете оние неколку летови, еве, например, кога во Трубарево, со сиот ризик одлучив да употребам Ер трактор за да спречиме ширење на пожарот. И успеавме во тоа. И успеавме пожарот да го изгасиме, би рекол, за рекордно време со оглед на тежината на самиот пожар. Употребивме и полициски и армиски хеликоптер, кој што во низок лет фрла вода околу пожарот и на тој начин го навлажнија теренот и помогнаа спречување на ширење. Иако се разбира дека носечката улога имаа скопските пожарникари, кои што во моите очи се херои, и една голема благодарност до нив, бидејќи насекаде се јавуваат, храбро влегуваат во пожарите и ги ставаат истите под контрола, потоа ги гасат. Да. Добро, господин Ангелов, ви благодарам за ова интервју. Благодарам за можност. Со ова го завршуваме првиот дел, интервју со Стојанче Ангелов, директор на ДЗС. Останете со нас. Продолжуваме со Агрон Фазли, председател на Занајчиската комора. Одиме со една кратка пауза за реклами и се враќаме брзо во студиото.